Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Добре, ни дојдовте во нова скратена работна недела, со оглед на тоа дека вчера беше неработен. Па понеделник така му доаѓа. Вторник се понаша како понеделник. А и ние се понашаме како после викенд, продолжен викенд, па така што се некако ни фали денеска. Верувам така ви тргне и вас денот. Но како и да е, ајде ќе го разбркаме она што се вика мамурлук, она што се вика негатива и така натаму, дај позитивно да влеземе во попладнето и во остатокот од неделата, а ние сме секогаш позитивни што се несува до Никој како и до она што ви го нудиме секое попладне еден час на Телма. Така е, да. Имаме супер гости и денеска или вечерва, како сакате. Некој спомена многу било неубаво кога во 4 се стигнува. И стварно е неубаво кога во 4 се стигнува. Ја свртав на позитива, пак врати сега ти на не, само во 5 да се стигнува. Ладно. Добро е што дојдовме порано на работа, зашто ако отидовме и ние тамо кај протестот, готово, не стигаме. Па не, дефинитивно немаше шанси да стигнеме, но во секој случај како е низ град и ќе ни раскажат овие од Битола што ни дури дојдоа. битолчаните како се снајдоа попладнево во Скопје. Од прва рака, токму како прво прашање да дознаеме од нив. Но прво да ги повикаме. Да ги повикаме. Се работи за дел од тајфата кои што ни доаѓаат, не цела тајфа, каде да ги седнеме, но во секој случај, значи како најава дека тајфата дојде во Скопје, ни доаѓа дел од бендот. Односно ќе ја поздравиме Повели Сара Сурладжиовска и Владимир Богоевски. Добро вечер, како е Добро сега? вечер. Како сте? Здраво. Прекрасно. Добре ни мајстор. дојдовте. Добро ве Да се најдовме. поздравиме како Ви што благодарам треба во што емисија. стигнавте. Опа. Значи, Влада, девојката битолчанката тамо на тоа најубавото тамо цела ќе се гледа. Прилипчанка е, а убава како битолчанка. Еј, шо фали на нас прилепчаните? Мислам, ние со потекло од прилеп. Битолчани се поубави. Сите се убави. А и прилипчани се убави стара, готово. Ајде, сега ќе Добро, бе, направиме. добро. Проблем ќе направи, знаеш, Битола прилеп. Секогаш сум сакала да водиме емисија, да водам емисија во која што ќе бидат такви градови кои што као се заратени. Или као не зборуваат. Као, а ствари соработуваат на секој план, така? Или гледа сега неговото случај и гледа какви. Гледаш? Какви се? Сара, па види колка нема врска. Добро е што Добро е. Сара е висока, згодна. Не спуште можда ако може да се подигне. Не, ама немам никаков проблем. Можеш малку? Не, паднеш Сара, добро. Готово. Ајде официјално, добре дојдовте во џунглата во главниот град. Кажи, Влада, колку време патувавте жити? Па да ти кажем право од автокоманда кога влеговме сат и пол До тука. сат и пол до тука. Ние сме карпош 4 да Малку појасниме беше за гледачи. ужас. Значи од автокоманда до Екстра, карат 4 сати пол. 3-4 пати така турбуленци имаме по патот. Интересни така. Каде? Премостувам, Леле. али лудница. А генерално регионално има некакви потешкоти? Генерално, регионално, супер си Во поминав. споредба со ова. Мислев на снег, че Ова денес беше тесне. Имаме во глобала проблеми кога има снег и кога не е исчистен, но се уште се немаме ова година соочено со истите. Така е. Ама верувам дека за брзо ќе не знаете. Не, имаше снегови, вие не сте се соочили со тој проблем, имаше, пак беа изненадени службите, ама добро. Стража може, каде имаш? Да, горе, нормално. Опа, добро, Летва тука. и така Се натаму. слушаме така. Битола. Тоа е најважно. И така ратаво. Добро, во секој случај ви благодариме за тоа што нели не направивте чест да од Битола стигнавте како што сите знаеме во овој хаотичен период од денот и точно на време емисија во живо и ќе се дружиме денеска еден час, верувам на задоволство на нашите гледачи. Ќе бидеме забавни, опуштете се. Овде нема стресови. Овде сте како на терапија, ако има нешто да си кажете слободно. Си што ве мач. Да, но на почеток ајде да искористиме прилика да си кажете тајфава шо преј. Има Што има новини. ново кај вас? Па добро, Испрезентираме. најново е нова песна и нов спот. Девојче Калешо за преубавото македонско девојче. Калешо така црнкасто, нели? Да наметнеме и некој збор така од поетно да биде. Во стилот на тајфата секако. Некој етно, рок н рол со повеќе слобода во музицирањето. Не класично староградско, меѓутоа малци внесовме така понови елементи. Се надеваме дека добро ќе помине, пошто гледам од самата гледаност на социјалните мрежи и на YouTube каналот, доста добро котираме.
за некои 3-4 дена имаме 180.000. Браво! Се борите вие, фајте трендинг, а се шема. Во трендинг, кој сте? Благо трендинг. Како во време дојде трендингот на YouTube, да не биде мерило. Многу е битно што ја прифаќаат брзо луѓето и Да. тоа е за нас добитно, нели? Да. Успех. Кога сме кај тајфата, колку ќе го видиме саксофонистот, малку подоцна ќе ни се приклучи, но... А и тој дојден? Да, ќе ви изненади. Позади ми било згола. Сте го виделе. Кажи ми само кој ни недостига. Ни недостига Аце, тој од оправдани причини не можеше да дојде денеска, го поздравуваме, чао. Аце следниот пат, цела тајфа Чекај да устига. направиме тајпаваc. И да го најавим и новиот член Горијан на виолина. Тој е од неодамна наш член, тој учествуваше во песната наша, придонесе со дел од звуците на неговата виолина и така и падна во две реченици договорувано тука. Во две реченици, здраво, здраво, може. Супер, добро е. Добро. Па добро, се знаеме со Горијан од поодамна, имаме и соработувано и морам да кажам дека е еден одличен музичар, со тоа кажуваат и неговите нели дела. Така. И самата филхармонија каде што представа, музицира таму и така. Нема што да се зборува. Девојкава ја чувата. Девојката без незе И ништо. девојката ги чували. Така? Ајде, стара, како изгледа тоа? Повеќе она ги чува. Така, повеќе ја ги чувам, не се шалам. Значи, пред се мора да соработуваме заедно да би функционирале како еден тим, како една фамилија. И многу е интересно, посебно кај нас, затоа што огромна е разликата во години. Огромна, сега звучи како писнека. Вода, реална денеска тука на терапија и може си да се каже и нема луѓе. Кажи си. Нема тука лага, има некои работи кои што не може да се сокријат, тие се годините. И интересно е да се функционира, ете, кога има толкава различна годишна возраст. И пред се да ги напоменам дека тие се одлични музичари. Како се најде Сара во тајпата? То мислам дека Владко најдеш да кажи. Да, и свиревме матура. Се зезаш? Да, матура и свиревме пред... Тајпата членови како се И вика... А Ја јас се вам да знаев пеам. незе, пошто јас во музичкото предав, а таа во хорчето пееше и се знаевме, на 2-3 пати имавме така некои настапи на факултетот во Прилеп. И професоре, може да запеам? Јас може. Ама не се сеќавате на мене, вика. Не бе, како не се сеќавам? А то детенце беше укиска, сега голема нешто. Така, испеа неколку песнички и стварно мислам добро испеа и баш разговаравме со неа, прифати и така. И јавеа сега 3-та година, 4-та. Трета. Трета. Трета година. Трета, Сара исправа, браво, одлично. Колку е тешко бенд еден да функционира со оглед на тоа дека се работи за различни карактери? Секој си има своји опрски, своји табиети. Табиети сите. Да. Искажете. Да, кажи. Кажете ги сите вакви проблеми. Се што ти Не, пречи. реално, ништо не ми пречи, мислам, за се. Не, се шалам. 3 години, млада, има време. Знаете како, мислам дека и во секое семејство сите се различни и секој функционира како што знае и уме, но ете, едноставно се Еден мора да е вклопивме глава на така. куќата во семејство, а и во бендот, пошто не може сите, нели сега, да се прифатат и да точно. професорот е главата. Не, немаме главен кај. Не, немаме реално, немаме главен. Стално Еден мора да пресече, мислам, реално. Не, па обично немаме ние такви некои Дилеми контра околу или тоа, дилеми, кои што Се што се должи како. на договор. Добро, Секој ајде, кажи ми, различно. кај се Гласате? состанувате? Нема Кој ще гласање, гласа? нема гласање. Каде вежбата? Каде Нема се прават вежбање, песни? нема Нико нема вежбање. вежбање. Па нема вежбање, ајде, тоа е раскажи. интересното. Еве на пример Нема излегува гаража, некоја- нема бенд, нема нема то ништо. Па како? Излегува нова песна и си Како излегува препишуваме. нова песна? Пример некоја песна излегува и треба да никоја. ја свириме, знаеш. Добро. Или е тренди. Кој одлучува? Тренди. Кој одлучува Прима што Сара, е еве ја тренди? слушнала, Сара ја слушнала. Да. И јас поделувам во група. Така. И вика, таа треба се научи за следниот пат или за следната свирка. И сите дома си ги се работи. И одиш на свирка и можеш да ја свириш. И тоа Што збориш? Па Така немаме функционира друг- Немаме друг начин. Па каде ја се открива Паланка да дојди? Ајде. Па сега и Гокса од Да, Скопје, Гокса од многу е Скопје. специфично да се Ајде. собереме сите така. Ама вие Цела како Македонија. времето овако, значи вас ви треба зум. Да. Ей, стварно на Zoom. Модернизирани.
страшно. Не е страшно, не е тешко, да, сите сме факултетски образовани музичари и така да немаме проблем околу која песна ќе биде и како. Само тоналитетите го согласуваме према мене, према Сара, сега и према Гокса, зашто и тој ги добро пее. Така. Беше дел од никој како, па знае го чувам како пее. Да. Сара, како беше на матурата кога ти свирија? Тоа не ни кажа, само и започнуваме со прашање. Многу беше интересно. Искрено, нашата матура, пошто ете корона генерација, мојата генерација, значи не бевме ни во Италија, не на класична екскурзија што е во трета година, четврта година, ете така се договоривме на брзина, знам дека 21 јуни беше, да организираме нешто, да прославиме сепак, да го означиме матурското вече и се договоривме ние генерацијски кој колку можеше, значи најопуштено ги викнавме тајфата, се разбира како најдобри кои што можат да свират на матура и супер си поминавме, многу интересно. Како сте се пред Нова година со ангажмани Лудилово почна? Лудилово почнува за 3 до 3 дена, да. За 3 дена? За 3 дена и завршува. Фативме на време. Година да на стара Нова година. Како се собираат, гледаш, еден од Громово, еден од Скопје, еден од Прилеп, еден од Пали школата и возиш. Сите возите и се собираат така што треба. Да, сите сте да речеме ако е настапот во Кичево. Добро. Добро. Добро, сега ние обично тројца со една кола патуваме или ако некогаш не собира, ако носиме багаж со две коли. Не, сите сме од Прилеп, не знам зашто. Сите од Прилеп? Да, зашто ми е на тај пата Добро, извината. Не, не од Прилеп, ама од Битола тргаат. Кажи си сега, кажи За да има точка А, Битола. Шо запна толку Битола, да, па уште и на фали. Битолчанка. Евре, најверојатно заради соработката со Диме, па заради ако одам во Битола и некако така сум врзала, извината. Извинете. Цело време сме таму. Добро е. Ете го каде. Нема да исклуча телевизор. И викат се збирате во Битола. Од Битола и тргам. Сите кои кај у Битола брена, сигурно се Ајде се, одиме со нашите прашања. Значи да, Нова година Лудило, верувам дека Нова година сме во Битола. Некако да заокружиме во овој дел. Океј, многу интересни прашања, ако сте не гледале, знаете, дали на кои што сакаме интересни одговори, нели објаснување на некои ситуации, случаи, зашто да не. Да. Сте се смееле некогаш толку силно што сте почнали да плачете. Еве, например, кате сега. Со Битола, ја фати. Јас искрено колку и да се смеем не можам да заплачам. А немам и многу ми е криво што немам така некоја заразно смеење како многу смеење кое што нели ајде што го викаме леле заплака. Да, не ми се случува. Ние нешто Жиле бевме на едно интервју. Сега не можам многу да откривам. Добро. И толку се смееме со него што веќе плачеме и викаме. Во живо беше интервју? Па во живо беше и почнаме да кашламе, знаеш. Чекај, шо беше? Како ова со Прилеп и Битола? Нешто имаше, некој глупост без веза беше. Уствари бевме јас, Димитар и Жиле. Аха, добро. И сега Димитар веќе солзи му течат и се врти, каже, Жиле, ајбе, нема смисла. Не смееш, ама плачи, леле, викам. Да. А како продуцент ти се случува? Луѓево да... Не. Обично со деца, мислам со деца работам во Прилеп во основното музичко. Озбилен? Не сум озбилен, меѓутоа со деца е најдобро да се работи, немаш предрасуди. Не можеш да почнеш да се смееш кога тие ќе почнат да се смеат и готово, тоа е најдобриот. А со новите генерации како е да се работи? Се справуваме некако. Најдобро се справуваме. Со TikTok генерации како се работи? Сабајде иди едно детенце утрото во 8 сато први час и му се спија, му се плачи и вака со телефонов. Викам, ајде сега тетратката извеја. Да ти кажам, јас учев, значи овие 4 дена цело време учев и нема време за музичко, вика. Ам бе 4 дена учеше, ти научник стануваш готов. Не може. Нема време за музичко. Да поспијам само сакам. Ајде, реков, одмори малце 10 минути па да почнеме. И ти пуштиме нешто класично музиче. Некој успава. Пријатно да те виде. Добро, значи им попушташ. Па добро. Не е обавезно училиштето, меѓутоа се трудиме колку што можеме да ги задржиме повеќе децата, да ги едуцираме на начин нормално како што ни налагаат од
Министерство за образование и така. Да. Така е. Добро. Се забидели ли никогаш да зборувате со животно? Или ако имате милениче да му зборите едно. Мислам дека Лара моја, имам куче дома, ги знае сите мои тајни. Лара да почне да збори. Да, Лара да почне да зборува, тешко мене ќе биде. Си збори, си Да, мобет. да, ма знаете како се чувствува љубовта кон миленичињата и ние ги гледаме како луѓе, како да разбираат се што му кажуваме и затоа најчесто ја, например, на Лара и Ај си ќутат, ти само збориш, така да е тен погодено. Нема предрасуди, нема прекажувања, само слушање. Што, само чува тајни. Ето така. На крај кучево ќе избега, Да, ако го со напне тајните? многу. Ако продолжи да зборува. Јас имаме дома сега најново едно маче. Мојата Добро. помала керкичка го донесе. И? Ама таа му И кажува така тајни. тоа е и викам, значи единствено може милениче кој е машко, значи. Дома сите се жени. И значи мора Мака машко да Мора има нешто човек. И? Машко е? Најдобме машко маче. Добро. И се така си подигрувам, ама ретко. Ја не сум некој така Љубител многу да на го игра. зборувам. Добро. Аз си сакам да се вртка тука, али не е многу до мене. Не ичам така некој. А киркава збори со машко? Да, тоа е редовно. Си правам муавица. прават муавица. Нема проблем. Па нормално. Одлично, тоа е Па за мали така е. деца. Али некој сте јадели нешто што не сте знаеле што е? Јас во Шпанија, кога бев на размена на студенти, јадев паелја. И не знаев што е тоа за тоа време, ама интересен вкус има. А што е паелја? Па шпанско јадење, мислам дека со ориз и морски плодови има внатре. Добро е. Да. Ама немаше нешто што, например, би те шокирало дека си јадел? Не. Јас еднаш во животот купив октопод беше прв пат пром, тоа беше пред години. приказано со октопод. Али имаше една како паковано и само вика отвори и јади. И јас мислам дека треба да отвориш и да јадиш. И отворам, човече, кој ме мал. Тоа беше ужас и мислам не пробав, го фрлив, али имаше после за фрканци. Еве ти октопод, ајде јади го сега октопод. А што требаше да се сготви тој? Па не знам, пишуваше отвори и јади. Ето така пишуваше. И јас го отворив, пробав и тоа беше Мирисаше грдо? ужас. Добро, може некој си го јаде жив. Сега не знам Ама како. не знам како Ако маринирано некој што јаде беше жив, вајде. нека се јави да позборува. Парно бе живо. Па сега ако ја отвори па јади, може да приготвен некако нешто. Да, бе, или нешто Ама му може да маринира. расипан. Или расивно што Да мириса толку октопод не мириса. Ужас беше. Добро, одиме понатаму. Сте се појавиле некогаш на некоја свадба непоканети. Овде зборуваме свадба како гости. Дали сте утнале свадба или еве како музичари, Како па може музичари, има дали некој сте отишли интересен на друга пример. свадба? Еве некој се смее од тајфата таму. Значи има некоја ситуација. Тајфа се мести. Не знам, ја не знам. Мало. Не? Не. А, овде ќе се задржиме. Овде се смејачика има нешто. Да го викнам? Овде ќе се задржиме. Значи, да го викнам да кажем? Да, Или да кажем? Како кажи. Со саксофон Има ќе ли ситуација? кажеш? Или? Дојди вам. Дојде вам, ако не планирано, ама во живо. Оди од таму, дојде и седне се тука. Да видиме ние. Да видиме Ова ние не шо се е ова. пропушта. Ајде. Дојди, искажи се. Ајде, Жиле, кажи што имаш да ни кажеш. Здраво, живо, супер. Како си? Здраво, одлично. Здраво, здраво. Повели се, еве седни си кај мене. Ајде. Све да си раскажеш. Има ли буба? Нема буба. Дај Не, има буба, микрофон. има. Добро. Како не? Поздравија буба. Те слушаме тука. Ајде, кажувај. Да се случи една ситуација, поранешен член наш од тајфата, претежно сите контактираме на Вибер група, ама некоја беше стара група, некоја нова и сега ние тој ден немавме свирка. И со Владко се слушнаме каде што одиме и бевне до Скопје тука дојдени. Така чисто кафенце. И звони колега кај мене, кај него. Креам, тој викам си пошол во локал во Прилеп, си се наместил и вика гледам нема Озвучење поставено. сето наместено вика. Абе, кај сте деме? А јас знам да толку почнува. Викам, ама извини, не сне денес. Како бе не сне? Јас си се наместив се. Звони кај вториот, третиот сумливо пан. Викам, нешто да не сакате да ме бркате од бендови, ја да не знам. Да. Се случи таква случка, иначе Што била работата?
Па не не, со не групи, било бе. за во Не петок, било за запишал од сабот. во моментот. Он се запишал на старата група. Значи, И тој бил грешка. Да. се утнал А датум. имало свадба? Некоја друга не. Имало, ама други музичари. Кога видел дека не сум јас тука, се случи пред некој време во Велес. Ама битно во Велес бевне една подол погоре ресторан. Се случи недоразбирање во таа сала, во она, ама битно што Велес бевне. 5-10 минути не беше проблем. Тука се снајдавме. Се случуваат недоразбирања, ништо чудно, многу Така. сали, многу места. Така е. И мислам среќа да не ги промашиме градовите. А и некогаш Тоа е најлошо. најголемо што јас сум се изнасмил, одиме да се местиме со Владимир. Александар мислам дека беше одсутен. Сара имаше некои испити, ние мораше да појдеме двајцата, нешто концертна. И одиме таму. Вика, кај ми е сајзера? Премногу обврски на работа со дечки. Го заборавил. Се заборав сајзер, викам ужива, јас ќе појдам. Се случува, да. Добро. Седи си сега, седи више кога си Одлично. тука, ние ќе продолжиме со останатите прашања, па Супер. после ќе отсвириме и се по план, така ли? Така. Имаме уште малку време, имаме интересни прашања кои што сакаме да ви ги поставиме. Ајде. Чекај, јас сум? Да. Не. Да, одлично. Кога и како тоа? Добро. Кога и како го скрши својот телефон? И дали си се Слушай го ли скршил? никога? Не, ја немам никогаш. Не? Никогаш телефон ми нема паднато. И двата телефони што ги имав, Ама, прво на да, сестра Сара. ми паднаја, да. И не беа скршени. Браво. Домашниот. Домашниот не е проблем. Мобилен не, домашниот сум скршил, да. Како Тоест го скршили од мене. Да, бе, да. Не беше мирен. Колку треба да не си мирен? Да те центрира. Па што има Чекај, те близко до тебе? побудија или те промашија? Чиста стреќа е. Чиста среќа. Не сака мене, не може да ме промаши човек. Добро. Јас мислам дека не требаше да ме најави таму. Не, ако седи. Дали некоја сте пробале да го допрете вашиот лак? Ова ме интересира. Колку и да пробаме, че пукни со кого? Ајде, Че пукни? Владе, помогни си да Владе. Нема шанси. Нема шанси. Не, ова беше бонус. Дали никогаш сте се скрили од некого само за да избегнете разговор? Правиш на Да речеме трипол и некој брка пегаш. да ве праша нешто, некоја ситуација. И ти викаш, ќе се вратам, или не ни викаш, го гледаш тој таму, идеш од позади. А овде се слушно, ви многу кажи си, молим те, да имаме такви ситуации. Јас единствено така приближно на тоа што имам правено е порано кога некој сакаше да ми зборува, ја не сакав или ме прашуваше за име, ја се представував погрешно. Како? Сега викаш Сонја. Сонја. И ќе ме бара и Сонја, и по Фејсбук, и по Инстаграм. Ама Ја мене ќе ме Сонја. нема. Ама Сојна. Прилепска Сојна. Добро. Сте се јавили некој што погрешен број и сте продолжили да разговарате. Да. Да? Када? Си прави, не знам како беше со... Како се викаше? Девојка беше. Аха. Си правиш мале, си правиш за друга работа, тој вика, ало, со кого разговараш? Ти не си таа, да, јас сум таа. Па зато ти зборувам, ми викам. Ама не вика, друга работа, демек јас друго работам, не ово. Се погодило исто име, а остави да Исто име, Истина, друга работа. различна професија. Да. Фино. Ја од сега прашувам, дали е тој, па после почнам, пошто знаеш кога ми се случило, ја ќе си објаснам, а знаеш, ја нема сток кога ќе почнам. И на крај ќе ми рече, ама грешка. Грешка. Така да најубаво е прво прашај си. Да, Тој, да, добро. Се случило погрешен гостин, така да говориш? Како Па, например, сака од Битола, да. Како ја. Да, бе, да. Тебе ти се Ја случи. очекував некој со транскоп да дојде вика од Битола. Се се случило, карте, овие се прашања на кои што сите сме ги доживеале овие ситуации. Така да верувам дека секој има што да каже. Покај си. Дали некогаш сте го скршиле омилениот предмет? Тоа е феларче си, не се закирај. Добро е направа особа падна, Подобро се ги може највисока. да. Добро е, сега е супер. Дали некогаш сте скршиле некој предмет, драг предмет дома? Драг предмет на семејството, стар предмет, нешто што го чувате сите, да речеме сите во семејството. Ја не.
8 чаши. 8 чаши ги флаш. Аман, бе, телефон ви паднал, нисте скршили Не, нешто. па внимаваме обично. Не знам. Ако се А и вака. дома Дете немаме си нешто внимавал. толку специфично, Па мислам. не. Јас. Не? Се што е вредно е тргнато на страна. Да. Најверојатно да. На банка, да. На банка. На банка. Па прилепско битовски да си посебне. На банка. Во банка. Добро. Се преправали ли никогаш дека знаете нешто што не го знаете? Ај, почни да ги поведеме. Што знаеш, оствари не знаеш? Дори сега знам дека ништо не знам. Ама имало ситуација како така помали деца. Добро. Мислиш дека Дека се знаеш. да си избламираш нешто, зборуваш. Спорано многу пати бев и покорпулентен, поголема килажа. И разговараме. Јас колку фудбал имам играно. И така, не можам да одам, али не можам да трчам, али си разговараме битно. Кој колку може, како може, да. Да? Да. Ќе ти го кажам после, има вицов. Не е за Ако моите. почнуваме со вица, може уште една емисија да ни треба, но? Има никој што може да го каже. Сега вака. Па не знам, не ми текна. Сега, ако ти текна слово, Ке ме преслушаме за време на рекламите во Ми после. текна дека задоцнивме, не по наша Така е, вина нормално. и викам сега може да му кажем за Чак Норис кој бил во прво одделение. Како? И 1 септември сите во 7:30 часот почнаа. И сите дошли тука чека, вика ги чита по список кој некој во 8 лего, так. Гледа некој детенце, кој си те вика? Чак Норис. А во 8 пош. А му рекол извини, ние пола сад сне пораната. И така. Добро. На магистратура се запишам. Дали никогаш ти испратиле погрешна порака на погрешна личност и што се случило? И што порека? Тоа е побитното. Што порака? Испратиле гарант. Јас често ги менувам SMS пораките за паркинг, која плаќаме, например, може и во Битола да си платам негде, јас прилеп сум си се паркирала. Ајде. Да, оти често одам Битола, пошто таму студирав сега, брзо дипломирав. Честито дипломска. Благодарам. Не, после емисија ќе си част. Да, одма Така после рекам. емисија, Така? повелете, па мора. Повелете му прилеп. Ке дојдеме. Па да дојдете, треба. Да, или во Битола. Во Битола ќе продолжиме. Ова Битола добро, ќе честам Често јас. ги менувам, не ги забележувам бројчињата точно пошто сите ми се така наредени и си ги платиш пратам на да, погрешно на место. погрешно место. После кога ќе ми текне. Кој ќе стигне Или канџа. почти Касно стај е. канџа. Канџа да го Немам, досега не Досега не? ми савиле канџа. Не. За такви пораки Владко измислене. Влада? И да не треба, него ќе Јас, му значи, стаса. праќам порака и обавезно најдувам по случај едно ливче на шофершевна 1400 денари да си платите. А се пази поракава, вика до 16:20 ви важи паркингот. Добро. Напишана казна во 15:45. И Како? еве 2 месеци не можеме да се разбериме, комуницираме преку мејл. Викам, не знам како да ви кажам дека платено ми е до А, регуларно си имаш платено, регуларно регистрација, кажеш си на телевизија, се значи имаш случај вака. Голем Не си поздрав до единствен паркинзи Скопје. Во Скопје? Да. Па И то пред сите. свирка. Поц или други? Ништо, бе, сега Или чекам град уште. Скопје? Чекам уште, значи поплака ми ја Поцели одбија. град Скопје, кај Сител биле. И се пази ми ја одбијале затоа што тие не му зеле на операторов мој пари, а ја од ке да знам викам дека треба да му земите вие. Значи чим мене ми стасало порака, валидно. Имаш изнескување и точно си ја пишала регистрацијата, значи решен случај. Не бре брате. И чекам уште валја. Добро, чувај си ти, После нова година. чувај си ти. А ти ја плати? Не, па немам стасал, не е решено. А што се решава кај нас во овој Да. Не, да не дојде на извршител. А, то секако. Немој. Да биде 108.000. Немој сега. Па да видим. Чаме свирките после. Ќе приема? паркинг. Ајде, колку е саат? Четири. Колку е саат? Али колку е сад становите, што е ова? Па, ајде више која сме на нога. Добро, се одлучивме за странски теми. Ако малку поразлично, малку по нели да не раздвижи како што треба, така што повеле. Ката ај провери само види ти со ноктите можеш, јас не успевам да го Со уклучам. ноктите можам. Уклучи. Повела, да. И Повелете. екипа режија, пуштај музика. Режија, Таму пуш. ќе пеете или овде ќе пеете? Како сакате? Тука ма нема. Се исто ли? Ајде. Па бе овде што? Ајде, ми Сите играме. заедно Да, се станеме. Океј. Пуштај. Пуштай.
многу текст за пеење, се изморивме, одиме на реклами. Уште сме заедно со тајфата. Овој вторник како понеделник. Да, и продолжуваме понатаму со оние игри и предизвици кои што ги имаме и за денеска во ова издание на Никој Како. Нема да должиме многу, прво да домразовски прашања по едно извлечете за оваа серија, па ќе видиме како ќе ни остане време за втора серија. Што сакате, кое сакате? Да видиме што вие ќе ни одговорите од овие празнично домразовски прашања. Новогодишна прослава која ќе ја паметиш? Ова е убаво. Ајде сега. Секоја нова година мислам дека. Ајде сега дипломатски. Ајде сега. Најозбилно. А кај одиш за нова година? Свирам кај. Секогаш? Секогаш работиме за нова година. Ама овие 3 години, а предходно? Претходно бев малолетна. И не излегуваше за нова година? Не, се собиравме со друштва дома и тие нормално остават некој печаток, да кажам, ама по-друго е сега кога сум малце поголема, по возраст. Да. Значи нема да издвоиме ни една. Не. Убаво е за нова година. Мислам јас дека ова нова година ќе биде најдобра. ќе биде најдобра. Да. А со друштва во чиј дом сте биле? Обично ротиравте? Да. Сегде И помалце. примерни деца бевте или Да. без башки, Кирил, Устери, Фале? Не, примерни. Филм, чај, вино. Абе, да посака човек да ги викне деца, ајде да прославите. Ама кај да славите? Чајче, да ќе дајме колаче и сам дома ќе ги пустиме. Ќе го чекаме до домраз. Абе, бегај. Озбилно бев, мислам, јас сум била мирна, да, и друштвото, пошто во глобала девојки бевме 5. Жиле? Жиле, само да е знак, ако има нешто да се дополни, нема проблем. Да. Жиле ни као бонус. Кај мене честитка по телефон или новогодишна честитка донесена од поштар, бе. Аха. Зашто си? Па, новогодишна честитка. Што? Праќаш? Праќаш? Од оние Немам класичните пратено во пошта. од порано. Зошто? Таман ќе им стигне до јуни. Да. Толку се брзи. надеваме. Толку се брзи. Човек и да сака да прати честитка, джабе. Немој да се толку лош. Не, ова е, Јас многу види, сакам да ова е праќам живо, честитки. знам, Ама не ама ова е жива реалност. И знаеш како имам еден филм, секогаш си го практикувам, мислам, минатата година не, извината, не, зборувам вистина, а носам во сандача. Не чекаш Именно пошта, сакав сега да ти го разбираш? кажам тоа, Одиш и на неколку своји доведени до драги таа луѓе ситуација, оној и кој што сака купуваш. честитка да прати, му праќа директно во чат, ти си Така е, поштарот. да. Пошто ако пратиш по пошта. Не, нема да стигне стварно. Или треба да пратиш на негде сега, за да стигне Не, до сега нова више година. касно. Ние не веруваме. А стварно, кога бевме помали, колку функционираше ова со Ја многу сакав честитките, честитки. многу И се сега сакам радувавме. честитки. Многу се Ја радуваме. сакам. Немам добиено, ете некој ако сака да ми прати А нека. може, да. Пиши На Сара- адреса, Сара, пиши на Сара адреса, од- кај да ти Другата година во септември да ја прави. Уствари има сега, ама се модернизиравме, чекај малце брза пошта, денес праќаш, утре стига. Така да, така е. Да. Ама не, ето треба пак да ја подигниш. Е, да. И да си Лично. платиш И да си постарина. платиш постарина Постарина. и ќе те фати Нема геволин по марки. честиткава. Да. А, леле. Марка нема, поштар ја зема. Добро, значи, а по телефони праќате од оние ги ставаш во група и тоа да стигне ако Да може сита? во минута после полнок? Од оние сте фанатици со честитки? Не, јас искрено последниве години практикувам стварно на тие што ми се најблиски да се јавам на телефон. Така е. Немам нешто многу пријатели, затворен ми е кругот на пријатели. И праќам или праќам порака доколку не можам да ги добијам Да. одма на телефон или се јавувам, честитам на брзина Така е. и секако ќе се видиме во текот на празниците. Така е. Влада? И јас горе-долу така. Обично пуштам, знаеш, СМС. Ги реди на Вибер цела група. Знаеш како се машки и женски некако поделени работи на тоа како правиш. Така. Порационални се тие. Викаш, дамите повнимателни сте. Па Па да. да. Мислам да. Па да, бе. Мислам да. И ја мислам. Па не, да... Ајде, добро, ќе се Во сложим. тоа Да, нели, посветени, да се честита. Така е, да, дека- да се одбележи се. Да. Добро, еве се сложивме конечно, која емисија? 5 кора. Во 5 кора емисија се согласивме за нешто добро е. Гледач имаме. Ајде, добро Ајде. вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Супер. Кој ни се јавува? Анета. Анета.
Добро, со Од кого не каде, гледате? Анета? Од Скопје. Со кого не гледате? Сама моментално. Сами. Добро. Добро друштво сме. Сама. Дали сме добро друштво? Ау, Петка. Добро, тоа ни е најважно и најбитно. Така е. И второ што ни е битно, нормално пред да ви кажеме чао, да ви дадеме некои подароци, така ли? Нормално. Нашите пријатели од Флорис и понатаму ни се добри пријатели, понатаму нели се грижат за сите оние подароци. Сега веќе во овој новогодишен празничен дел се разбира со оние украси кои што ги доделуваме за нашите гледачи, за да биде интересно и да ве вметнеме во нашава игра и предизвици. Решивме со Кате, нели во овој новогодишен дел да погодувате и вие нешто од оние поими кои што ги имаме. Така е. Поврзани со зима, нова година, конкретно овде е со јадење. Да, мислам дека. Еве нека видат и нашите да. гости. Имате 3 минути да поставувате, а ние сите ги одговараме со да и со ние не. сите одговараме со да и не за да добиете подарок, Анита? Дали стои поделката? Не. Не. Дали тоа е за дочек на новата година? За дочек, пред дочек, после дочек, за дно. За секој приума. Не ме слушнавте. Се работи за јадење. Руска? Не. Руската ја имавме, ја изедовме, добро? Кифлички? Кифлички, И Анета. тоа кифлички, така ги напишавме. Кифлички. кифлички. Покажи таму На која камера само? чичковците камермани. Чичковците. А јас ќе одам поделка. Војча и Весо. Да земеме некој подарок за нашата гледачка. Добро. Ево јас. Ако видовме. 3 подароци. 3 подароци, да видиме што сме одбрале од Ајде. поделка. Чекај само причињава да ги отстраниме. Готово. Еве вака, ќе си имате да можност чајче или кафенце да се уживате во ова Како Сара на нова Шаш. година. прекрасно. Да. Стара и за тебе ќе ти дадам една чаш. Значи лампиони, чаша новогодишна и овде има еден убав украс кој што верувам И дека тоа ќе Дедо ви Мраз? се погоди, односно за свекичка. Прекрасно. Убаво. Дедо Мраз. Да. Ето така. Анита, Ви посакуваме убави празнични денови, срекни празници, срекна нова. Ви благодариме што не гледате и останете и со новогодишната програма на Телма. Следниве денови ќе биде интересно и со нас, а имаме и на 31-ви 2 часа журка од 7 до 9, така да ќе има што да се гледа за оние кои што ќе останат пред ТВ екраните. Ви така е, благодариме. Анита, ако И кажа на Анита. уште еднаш да ви кажат да посетиме само за сите оние кои што добиле подароци, прво нели 7 дена е чекањето, потоа Да не чекаме многу. да не чекаме многу, да не се полни нели нашата канцеларија со награди, со подароци и затоа од 15 до 17 часот секој ден во Телма телевизија ве чекаме работа кога сме тука. Така е, да си ги Да ги подигнете. подигнете наградите. Добро. Одиме сега на цртаж. Ајде брзински. Ајде. Финтава што е? Со едно спуштање на фломастерот нацртате нешто новогодишно. И не смеете нели да прекинувате. А Така е. ако прекинете, кренете толку. Важи за минута време. А треба да гледаме или без? Гледај. Гледај слободно, да. Овој пат гледате, но не смееш да го кренеш фломастерот. Значи со една линија што викаме. 3-4 сега. Не пишувам. Ајде. Добре. Добро, пишувам. Колку јак цртав сум. Страшна работа. Ви оди со цртањето? Е, така украси. Мене првиот Јас сум талент ми готов. беше цртање. А, види уште трај, ако цртај. Потроши тоа фломастерот. Ако ќе купите нов. Ке купиме, нема проблем. Може Добро. по прилепси, ќе купите. Ќе си купиме. Ако не јас за нова година, Ке ни пратиш? Да. Добро. Само нема Владимир, пошто попошта. си готов, можеш да презентираш, а Сара... Некој Сара нека ќе се си- позанимава. грбовче малецко, значи, така. многу. Преубаво цртање. Креативно. Сега Елче. кај да изложба ќе имам. Тука можат со банани изложби да прават. Уметност. уште лампиони, ова светолки фалат. Да, Е, уште добро. светло. Ма чекај да не го тргаше ти фломастерот. Не. Не, све со едно. Беше да, се све тргнало. со Све едно. со Јас еден следев, бурно следев, така Така да... е. Одлично. Одиме понатаму, така ли? Така е. Кој сум јас? Чекај, Јас, гасам, да не се гледаат на превју. Одиме, погодиме кого сме смислиле дека сте од овој момент, кога ќе ги добиете овие дрнгалушки, како се вика сум по јас, кој прилепски, сум како јас? ги викате? Овие обрачи. Дрангуш, како беа? Зрнзурки. Зрнзурки, ејте, гледаш како ме разбира. Зрнзурки. Овие, сега кога ги имате овие зрнзурки, убаво наместите се.
Значи, на нив имате име од некои популарни ликови, светски, еве да ви помогнам, не се наши, а другото ќе си оставите, односно ќе си прашувате вие, само со да и со не другиот Значи, одговара. ако сте не гледале, тогаш знаете како функционира ова. Значи, така, ајде. Се знае. Многу сум лоша во оваа игра, никако не ми оди, ајде че се Не ти потрудам. оди. Не, Кој сака да ајде, биди ти. Јас? Да, поставуваш прашање. За себе поставаш Да. Значи јас Да сакам знаеш ти. кој си ти. Значи, прашуваш, а Сара може да ти одговара само со да и не. Внимавај на Значи, прашањето. типа дали сум машко, дали сум глумец. Да. Добро. Ете. Познат пејач сум? Не. Познат си. Спортист? Не. Глумец? Терај. Глумец. Акција? Филм? Да. Меѓу друго. Оскаровец? Да. Како ме прашуваш, детални прашања? Џорџ Клуни? Не, Силвестр Сталоне? не. Близко сум. Па да или не? А сега. Па толку познат како и тие, така. Да, позната. Реди. Многу позната. Има име на едно маче. Од цртаните, веќе ти помогнам. Се му кажа. Па добро, кој Джери Спрингер? Не, Не, тоа е глушето Джери да Джорџето. задрви се на... мачето. Том Хенкс. Не, Не? Том. Том Круз? Да. Ните глумец, ните маче, ама добро. Јас. Тоа е телевизија. Така. Браво. Готово почна? Почна Ти се. ко мене, добро. Добро. Женско сум. Женско си. Пејачка. Меѓу другото, И пее. и пее. Пеј. Глумица. И глуми. Ау. Сега ќе пробашам појма, гледам глумици. Ајде. Знаеш. Моја генерација. Да, Тука не е. Мислам дали е од моја генерација. Не. Дајте помош. А не, Е, ајде. многу е популарна. или... Многу е Колко е твоето? популарна, значи Прелесно е. актерка и пејачка. Ги нема Светски многу. популарна. Една е таква. И глумица и пејачка. Прашање што е друго. Еве ќе ти помогнам. Облини. Е, која нема облини, бе? Ова Нема. особено. Не знам, Ова Дженифер особено Хадсон. се- Кој? Дженифер Хадсон. Не. Не, ама првото е точно. Дженифер Лопес. Добре, колешката. Нели е Облини. така? Да, де. Да, секогаш се грижи особено за својот задник. Под облини имаш три што ќе текнат. Само што ова и пее и глуми. Имаш Саманта Фокс, Стварно, сакам да имаш Ким Кардашијан. Чекај, сакам да ти прашам нешто. Што мислите зошто уствари се разведа од Бен Афлек? Тоа не можам да Сте разберам. размислувале ли некогаш? Дзунзурките може да ги извади. Сега сериозно разговараме. Зошто сериозни Дженифер теми. Лопес се разведе Разведе од од Бен Бен Афлек и зошто Шакира не се сака со свекрвата? Еј, Стварно? па се развидеа со Пике и онака, што ќе се сака сад. Пак тој Или си има фати нова не свекрва? друга. Она не го фати со друга, што во свекрвата ја лута на ова. Па ние веќе свикрва прво. А зошто да ја лута? Она не го Шакира изневеруваше. и е лутена се Не, крвата. свекрвата ја лута на Шакира, не е. И поти го ставила синија, неверојатно. Ете, Да. Шо е свекрва? Шо е? О, испадна шпанска серија. Джери Спрингер. Ова е Джери Спрингер. што мислиш, Тара? Не знам, искрено не ја проследив многу нивната Не ја ситуација, проследи? ама не. Знаеш ли какви беа Ама не и беше тој претходно партнер. и беше некогаш и негде, па потоа пак се најдоа и сега пак. Знаеш како, само доволно беше ако ги видеше како излегуваат од тие лимузините и нивното однесување вака, нели? Тоа е Олко паниче, неа, значи, без неверојатно. хемија, Така, без никаква. Да, да. Може проработиле некои стари теми, уште Како да порано. е, чувај Боже, некој Не знаеме за какви карактери се работи, ама мислам дека се малку чукнати. Па најверојатно. Скромно Самото начин на живот, слава и така натаму, малку прави отиден? ги прави, па сигурно. Добро што не гледа. Дженифер, тужба ќе ги имаш. Прва рака. Шакира спрема пишува. А све крва и па. О, се Пише ни е крве. 3 пати. Ајде да пееме. Живко, живе, ајде. Жила Бујрум.
Средното парче, може? Може и тамо, може и тамо. Ај, може и тамо, да Ајде, смениме малце. Ајде! Одиме, ова песна има малку повеќе текст, за разлика од текила. Се надеваме. Ајде. Ајде, жи опуштете. Тука кајалката? Кајалката. Да. Tonight's the night we're gonna make it happen. Tonight we put all everything aside. Give in this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you and tease you and just can't get enough. And if you move real slow, I let it go. I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited and I just can't hide it. And I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you. Let's get into it, and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited and I just can't hide it. And I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you. Squeeze you and tease you and just can't get enough. And if you move real slow, I let it go. I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited and I just can't hide it. And I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you. I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you. Cause I know, I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you. Thank you. Следува и последната игра за самиот крај. Thank you, Richard. Thank you very much. Идеме. Реклами па се враќаме назад, бидете така. Thank you.
наместени, спремни. Имаме 3 минути за се, ама договорени сме и за чочак, така? Оваа игра денеска ќе биде специјална игра. Специјална игра. Чочек игра. Само класика. Односно со чочек. Жест чочек некој. Жест чочек. Жест чочек. Таква Треба работа, не бе чула. да ви помогне вие да малку разиграте и со топчињата, односно со топчето кое што ви е обесено, да ги срушите. Само да кажам дека Владко многу сака да победи, го чувствувам. Ама Владко вие Сара, докажи се. игра на менцето. 3 за 4. Позор, сега! Сара! Ти требаше од почеток да Владко очекуваше и да не го разигра, не го раздвижи. По-добре така победи. Да, така ќе помогна. Младите победуваат. За залет да земам така. И сега за крај одиме со За крај ете би сакале на нашите гледачи да му ја презентираме нашата нова песна Девојче Калешо, па Жилет. Лайв. Во целост можете да видите на нивниот YouTube канал. Так, можете да лајкате, да сабскрајбите. Девојче Калешо, што си толку убаво, со очи како бисери, усни како малини. Еј, девојче Калешо, што си толку убаво, образи ти румени, како зрело јаболко. Доква дојди мило заспи, ти покрај мене, љубов дари ми за навек, силно сакај ме. Доква дојди мило заспи, ајде мила, полнок веќе е на прагот, кај си се скрила. Одлично, рековме, во целост може да чујат и да го видат спотот на YouTube. Се разбира. Нова година, како рековме? Нова година сме во Битола, во... Не сакавме да свирим, ама ете. Не сакам, ама дека Јавија денеска, пошто на толку не за Битола. Па да, сме во ресторанот. Супругот братучидите се од таму и заради тоа ми е умилен. Извинете, ами прилеп го сакам. По тато сум никаде под дел. До 600 колено ќе ги извадиш. Не ги знам до 600 колено. Ај кажи кој ги знае до 600 колено. Добро. Морам да си ги поздравиме нашите пријатели од Аурум, ресторанот Аурум на Партизанска. Така е, кога сме кај пријатели, во Прилеп да го поздравиме Лусио, нели? Вашиот водител да изгледа така добро. Како што изгледа. И се гледаме со нашите гледачи утре со вас, следна прилика нормално ве чекаме, ни беше задоволство. Благодариме. Благодариме многу. Тајфата од Прилеп! Така е! Чао, Прилеп!